името на нашиот Господ Исус Христос, денеска и на ова богослужба. Се радуваме што можеме да бидеме во Божиот дом и што од Него можеме да ги очекуваме благословите кои Тој нам ни ги дава. И како почеток и искажување, така да се изразиме, добре дојде на Божиот дух и на Светата Троица, Татко, Син и Свети Дух меѓу нас, јас ќе ве замолам да се исправиме на молитва. Ќе се помолиме. Небесен Татко, ние ти благодариме затоа што ти си добар, величествен Бог. И твојата моќ е еднаква на твојата љубов. И таков како семоќен и како совршена љубов. И можеш и сакаш да бидеш присутен во нашите животи, да не водиш и да не благословуваш. А ние пак признаваме дека сме ограничени, признаваме дека сме грешни и молиме за прошка, но исто така, Господе Боже, молиме за Твоето помазание, преку кое што сакаме на овој свет, да продолжиме да му објавуваме за Твојата слава, големина, спасение и над се добар план во Твојата љубов за целото човештво. Затоа те молиме, Ти да не благословиш, Ти да не водиш и во Тебе, небесен Татко, да ги гледаме секој наш чекор што го правиме. Затоа што знаеме дека кога сме во Твојата волја, тогаш сме на вистинското место и со вистинските ставови. Во името на Исус Христос те молам, Боже, услишај ме. Амин. Останете така стоејќи само уште малку да прочитам еден краток воведен стих од Псалмо 119, а потоа и ќе пееме. Блажени се непорочните по патот нивни, зашто одат според законот Господов. Блажени се оние кои ги пазат сведоштвата негови и од срце го бараат Бога. Блажени сме тогаш, сите ние, кои на тој начин со љубов гледаме во Бог и со љубов го прифаќаме неговиот закон. Амин. Повелете, можете да седнете. А како прва песна утрово ќе испееме песната број 221. 221. Glory
нашли други, не пропуштај ме. Надеж имам милост Твоја, помилувај ме. Бога чувствувам во себе, излекувај ме. Спаси ме, молам, слушни ме. Благословуваш ли други, не пропуштај ме. Извор на благодат, даваш спокој ми. Небо покрај Тебе, прекрасно ќе мој Спасителе, молам, слушни ме. Благословуваш ли други, не пропуштај ме. Амин. Така е, го молиме Бог да не одмине. И во таа наша молитва, она што е многу посебно, она што е многу специфично за пораката во Библијата, е дека Бог не само што ни дозволува, туку и не повикува да разговараме со Него и да му поставуваме прашање, дури некогаш како псалмистот да му кажеме каде си? Така верувам дека по таа инспирација и овој текстописец на оваа песна се сетил да му каже на Бога, ако благословуваш други, Боже, не заборавај ме и мене, погледни ме ти. И тука, според мене, лежи една многу важен елемент, незаменлив, единствен, во пораката на Библијата и во Стариот и во Новиот Завет. А тоа е дека Бог не е само некој што создава и остава нештата да одат по некој свој тек, туку Бог не повикува на заедништво, не повикува на вечен живот, кој не е само некакво бесконечно обстојување во некаква блажена состојба. Не е тоа рај. Вечниот живот, што вика Христос? Да те познаат тебе и мене кој си ме пратил. Тоа е вечниот живот. Да живееме во вечна заедница на љубов со нашиот Спасител. И ќе продолжиме понатаму со следната песна, која е блиску 223, која не воведува токму во она што туку го кажав, а тоа е дека Христос не повикува на заедништво, поточно Христос не нарекува негови пријатели. Ќе пееме песната број 223.
Дај се на молитва. Ако пријател друг немаш, со тебе во секој миг, дај со вера пред Негово молитва. Дали можеш ти да најдеш пријател на овој свет? Толку верен, толку верен, од тој од Назарет. Во слабостите не држи, крепи утешува. Да доаѓаме со вера пред Негово молитва. Кога болка срце носиш, тешка тага душата, само Исус ти е дај се на молитва. Ако другарите презрат, Исус не те остава. Да доаѓаме со вера Негово молитва. Амин. Минатиот пат, кога бевме тука на богослужба пред речиси еден месец, зборувавме за Јаков и неговата борба со Бога. И јас така бев воден, додека молев и размислував за оваа богослужба и додека читав и во Светото писмо, а и околу некаква литература, дојдов до текстот кој доаѓа до самиот крај на првата книга Мојсеева или Создавање во 50-та глава, која пак тука зборува за последните мигови, поточно за веќе кога Јаков е починат и за миговите со кои што Јосиф се соочува со неговите браќа. Ке ве замолам да станеме за да го прочитаме текстот од Светото писмо. Тие што можете. Кога видоа браќата Јосифови дека нивниот татко умре, си рекоа еден на друг: да не би да си спомне Јосиф за нашата омраза, па да ни се одмазди за сето зло што му го направивме. Затоа рекоа да му кажат на Јосиф: татко ти остави клетва пред да умре и рече: вака кажете му на Јосиф, прости им ги на браќата твои неправдата и гревот нивни, што ти ги направија. И ете сега прости им го гревот на слугите на татковиот ти Бог. А Јосиф заплака кога му го рекоа тоа. Потоа дојдоа пред него и рекоа: еве, ние сме слуги твои. Јосиф им рече: не плашете се, зар јас сум наместо Бог? Вие смислите зло на мене, но Бог тоа го сврте на добро, за да се изврши она што денес се случува, да се зачува животот на многу луѓе. И им рече: не плашете се, јас ќе ве прехранам вас
и вашите деца, така ги утеши, зборувајќи им од срце. Небесен Татко, ти благодариме за твојот свет збор и за овој прекрасен пример што го имаме тука во Библијата, оставен за секој од нас. Да научиме од него, да земеме пример, но и да го примениме во нашите лични животи на начин кој се одветствува за нас, кои да следиме и кои се нарекуваме твои деца. Во името на Исус Христос те молам, благословиме и слушни ова молитва. Амин. Амин. Повелете, седнете. Кога бев тука минатиот пат, беше и мојот братучет Миле. Тој сега не е меѓу нас, но јас знам дека беше многу мило што го видов и знам дека сега е кај Господа. И токму затоа ја користам и приликата да искажам сочувство кон неговиот татко, првенствено кон неговиот чичко и сите роднини, наши блиски, што го нема. Но јас сум длабоко уверен, според верата што тој ја исповедаше наспроти неговиот тежок живот, дека е сега во вечна слава. И ние за тоа копнееме. Кон тоа гледаме, кон тоа се радуваме наспроти тагата која чувствуваме. Така што уште еднаш изразувам искрено сочувство. А тука станува збор за уште една смрт. Јаков е заминат и сега луѓето кои сметале дека неговиот авторитет е многу важен и многу битен, се наоѓаат во криза. Одеднаш се исплашени и повторно како да се восомнеш како сега нивниот брат Јосиф, кој ја има сета моќ, како тој ќе реагира. Но оваа приказна не почнува тука, а е во суштина приказна која е раскажана на посебен начин. Приказната за Јосиф во една отсечка, така да се изразам, во еден текст заеднички е најдолгата приказна во цела Библија, посебно во Стариот Завет. И тоа е приказна која се чита како да читаме роман, како новела да читаме. Буквално така, како да гледаме филм. Ама и самата приказна која не доведува до тука почнува уште порано. Почнува со Каин и со Авел. И на почетокот на книгата која почнува со Каин и Авел, од првото братоубиство, доаѓаме до оваа разрешница каде што еден брат им праќа најголемо злосторство на своите браќа. Им простува. Се помирува и им простува. Почнува со Каин и Авел, а завршува со помирувањето меѓу двајца браќа, смртни закани и смрт и помирување. Само откако семејството, гледаме како тоа семејство се развива, како Божјото семејство се разгранува, но она што е многу интересно, како што еден голем толкувач на Стариот Завет ќе каже, само откако семејствата ќе научат да живеат во мир, а тоа е овие семејства на овие 12 синови, поточно кои ќе станат племиња, го вели овој толкувач. Само откако семејствата ќе научат да живеат во мир, така може да се роди еден народ. До тогаш тие се само одделни племиња. Само со помирувањето можат да се претворат во народ. Во прва Мојсеева гледаме заветно семејство. Семејството на Авраам. И само со овој чекор што го прави Јосиф во 50-то поглавје од првата книга Мојсеева, можеме да сме воведени во втората книга Мојсеева, што се вика Излез, а тоа е заветен народ. Заветното семејство станува заветен народ, а тоа не може да се случи ако не се случи помирувањето во кое што клучна улога ја игра Јосиф, синот на Јаков и Рахила. И имаме уште една многу друга интересна динамика овде, во оваа приказна на Јосиф. Јосиф е еден од најмалиот, па покрај, да кажеме, Венјамин после него, тој е во тој ред најмалиот син. И ако погледнеме кај Исмаил и кај Исак, двата сина на Авраам, таткото на некој начин
се цело време како да се врти на кај постариот син на почеток. Кај Јосиф, Јаков го сака помладиот син. Таткото во случајот на Исмаел и таткото во случајот и двајцата ги гледат една работа, а кај Јосиф, Јаков недвосмислено го сака помладиот син. Јаков 3 пати покажува дека подраг му е Јосиф од другите синови. А веројатно тоа покажува дека жената, која е помладата сестра од двете негови жени, меѓу Рахила и Лија, ја сака повеќе. Дури пред самиот крај, Јосиф пред постарите синови Јаков, кога ќе ги земе Ефрем и Манасија и ги менува редоследот, така што помладиот добива предност над постариот. Животот на Јаков како да е едно низа на фаворизирање и болка и отфрлање. Таков живот како да има Јаков додека не дојде до оваа ситуација со Јосиф. Вика, Јаков го сакаше Јосиф зашто му се роди на стари години. Ама Библијата не каже уште нешто друго. И дека се роди од жената која му беше многу мила и која само сакаше да ја ожени. Другата му беше на почетокот, да кажеме, подметната. Јосиф добива шарена облека наспроти другите браќа. И конечно Јосиф сонува соништа. Сноповите, сонцето, месечината и звездата. И што е многу трагично во оваа приказна, Јосиф им ги раскажува соновите на неговите постари браќа. Резултатот е дека таткото го сака, а браќата го мразат. Непријателството е спремно да експлодира. И знаете, кога ние читаме оваа приказна и кога гледаме дека Јосиф им го раскажува сонот на своите браќа, ние знаеме се. Ние знаеме цела приказна. Речи си некогаш, ако не размислиме добро, дури ни е чудно што браќава се лута. Меѓутоа, кога Јосиф ја раскаже оваа приказна, никој не знае ништо за него. Тој е само млад тинејџер и не знаеме дали имал нешто јадел, нешто не треба претходната вечер и затоа сонувал чудни соништа. Не знаеме што се случува таму. И затоа повторно ќе го спомнам овој голем толкувач на Светото писмо, чија книга моментално ја работиме и сакаме да ја преведеме, неговото име е Джонатан Сакс. Тој вели, дава една многу интересна забелешка кога коментира токму овој миг. Тој вели вака: знаете ли колку е посветено време во Библијата за Бог да го создаде светот? 1,5 поглавие. И рече Бог, и рече Бог, и рече Бог, и рече Бог, цела вселена, со сите можни милиарди и трилиони за овие галаксии создадени во едно поглавие. А за да се создаде правилен човечки однос, 50 други глави. Вау! Луѓе мои, па ние сме од една страна покомплицирани од вселената, а од друга страна јас би рекол веројатно токму затоа многу попосакувани, полюбени од самата вселена. Да се создаде вселена е едно поглавие. Да се создадат правилни човечки односи, многу повеќе е потребно. Дури и онаа невина, добронамерна љубов на Јаков кон Јосиф, и таа неминовно раѓа ривалство и завист. Неминовно. Во овие односи во кои што ние се наоѓаме на светот, некој, ако почувствуваме дека некој дури е и подобар од некој друг и добива некаква поголемо внимание, некогаш тешко е во срцето на некој друг човек кој тоа го гледа и го следи, а е во близина, да не се почувствува малку запоставено. Зошто ви го кажувам сето ова? Сакам да ви кажам за да ве потсетам дека Библијата не гради идеални слики од нас, обичните луѓе, бидејќи такви нема, освен тоа што го знаеме, кога Бог се отелотворува во Исус Христос. Но во ова искрено соочување со сложеноста на човечката состојба, таа го прави длабоко важен, длабок текст за нашата христијанска вера. Библијата одбива да ги поедностави
работите. Се работи за сложена човечка состојба со која што ние сме повикани да се соочиме и да стануваме совршени како што е нашиот небесен татко совршен. А тоа совршенство се очитува кај него како Света Троица, како Татко, Син и Свети Дух. Втор дел од оваа голема драма со која што се соочува, со која што се соочуваме додека ја читаме, додека ја гледаме, е мигот кога браќата кои ги чуваат овците во отворени полиња го гледаат нивниот брат во шарена облека како доаѓа да им донесе нешто од неговиот татко. И видете го сега ова. Тие не решаваат решението за да го убијат. Не доаѓа кога тој ќе им се приближи до нив. Решението да го убијат доаѓа уште таму додека беше далеко. Со други зборови, одбиваат да му дозволат физички да им се приближи за да не се очовечи. Знаете, голем дел од големите злосторства на масовно ниво што се имаат случајно затоа што едната страна има на некој начин се има уверено дека другите врз кои што се врши ова злосторство не се доволно луѓе, не се човечни. Тие се нешто друго, подвид на човештвото. И овде се случува нешто многу слично. Тој за нив е закана, а не личност. Јосиф е ривал, а не човек според Божиот образ. Се додека не можат да го видат неговото лице, тие всушност се отугени од него и не сакаат да го поистоветат со самите себе си. И затоа, за жал, најлесно е да се озборува кога човекот го нема меѓу нас. Знаете зошто? Бидејќи го нема неговото лице пред нас. Не е очовечен. Помалку човек е тој што го нема во собата за кој што озборуваме. И затоа, овие се многу добри примери да не подсетат дека Библијата и на оваа тема има многу важно нешто да ни каже. И конечно, динамиката е исто многу битна да се забележи, кога ќе видиме сега дека откако Јосиф ќе го помине пеколот на отфрленост, на стравот, на дискриминацијата, на физичкото злоупотреба, на искушенијата низ кои што ќе може да помине, конечно доаѓаме до миг во кој што Јосиф ја има сета моќ, а браќата немаат никаква моќ. И сега тука се случува, тоа ми е битно, како што одиме кон текстот кој што ни е битен за денеска да го разгледаме. Оно што е многу важно според мене е следново. Јосиф кога ја има сета моќ, а браќата немаат никаква. Експлицитно текстот ни кажува, јасно, недвосмислено ни кажува текстот. Желбата за однос да не постои ниту еден миг кај Јосиф. Зошто? Бидејќи би можеле малку да, ако ја читаме приказната без да го имаме ова на ум, што ќе го спомнам, може малку да си помислиме како Итар Пеја што им правеше на Маријовци. Им враќаше мило за драго. Така и Јосиф си кажа, сега јас на вас ќе ви вратам мило за драго. И затоа ќе ви ги подметнам пехарите што плативте или парите со кои што плативте жито, малку да се плашите. Така веројатно Јосиф размислува. Но не е точно. Овој чин не соодветствува со еден друг чин кој е опишан истовремено. А тоа е дека Јосиф плаче. Во секој од овие мигови, во секој без исклучок, кога доаѓа овој критичен момент на пресврт, Јосиф плаче. Ја изразува најдлабока емоција, на љубов, на грижа, на сочувство. Болката е лична. Неговиот избор да го направи тоа што го прави не е злоба, туку е морален чин. И ќе видиме зошто. Писателот овде има на ум
нешто многу битно и нешто многу важно кое ќе стане особено после ова. Главен дел од начинот на кој што Бог сака да го обнови заедништвото со паднатиот свет. А тоа е покаяние. Тоа е концепт кој го наоѓаме низ целата Библија. Тоа е концепт кој всушност во буквална смисла на зборот, ако го преведеме од оригиналот на македонски, значи враќање или преобраќање. И овој концепт често го наоѓаме, тој концепт често се спомнува во книгата на пророкот Јона, кога Бог се покајува за некои работи таму. Значи важен елемент на преобраќање и на разбирање на нештата. А зошто овој концепт на покаяние е толку битен? Бидејќи вистинското покаяние, ние имаме се случува само вака. Кога можноста повторно постои слободно да се повтори престапот, но таа можност се одбива. И ќе ви кажем што значи. Многу често, особено кога ќе видиме некои политичари кои се фатени, што се вика во бостанот, како крадат, црно на бело, што прават? Се каат. Велат, многу ми е жал што тоа го направив. Како? Затоа што се фатени во чинот. Меѓутоа, според Библијата, кога човек вика се каам заради ова конкретно дело, а не во некое друго каде што имаш шанса да го повториш, тоа не е покаяние. Тоа е само обид да се извлечеш без последици. И затоа Јосиф им поставува еден многу важен тест. Што прави Јосиф? Не, во првиот пат тие ги гледаат парите, ги враќаат назад. Меѓутоа следниот пат, кога доаѓаат повторно да земат храна и сега морат да го доведат нивниот најмал брат, Бенјамин. Што прави Јосиф? Повторно подметнува нешто во вреќата на Бенјамин. Сега сите се враќаат назад, а тие му имаат ветено на својот татко, особено Јуда, дека синот негов најмал сигурно ќе се врати со нив, ако не, Јуда вика, јас, мојот живот и моите деца ги ставам во залог. Кога се враќаат назад, што им му велат браќата на Јосиф? Кога он вика, ово е крадецот. Што му велат браќата на Јосиф? Му велат, сите сме твои робови. А Јосиф вика, не, роб ќе биде тој чија чаша, во чија вреќа ја најдовме чашата. Останатите добиваат слобода. Слушате го сега ова. И тоа посебно против кого? Против уште една личност на кој што тие можат да му завидуваат. А тоа е Бенјамин. Во овој миг се случува можноста за вистинско покаяние. Без никакви последици, овие постари браќа можат да се соберат и да се заминат дома, а да остане само оној кој направил прекршок. Браќата можат да се откупат ако тој Бенјамин остане како роб на човекот на кој што исто така му завидува. Но настаните продолжуваат на следниот начин. Јуда се јавува и се нуди себе си наместо Бенјамин. Истиот тој Јуда кој некогаш предложил Јосиф да се продаде како роб. Покаяние. И тоа какво покаяние? Не покаяние да си фатен во делото па сега мораш да кажеш нешто. Туку покаяние во кое што црно на бело можеш да се излечеш од дадената ситуација, а некој друг, така да се изразам, да го поднесе целиот товар на твојот грев и ти да кажеш не, одбивам, еве ме мене наместо него. Покаяние. Јосиф ниту еднаш не е злобен, Јосиф ниту еднаш не си поигрува со своите браќа и нивните чувства, нити сака да им врати мило за драго. Јосиф сака да види покаяние,
но вистинско покаяние. Бидејќи за него помирувањето не е прашање дали им простува, тој им простил. Но за да има помирување од двете страни, мора на другата страна која е сгрешила да има автентично, искрено, од срце покаяние. И тие тоа го прават. Но интересно е дека нешто веројатно останува во позадината. Се уште останува нешто во позадина, некаков страв што ќе се случи. И затоа по смртта на Јаков, што е опишано во овој текст, браќата се плашат дека Јосиф само чекал да ги казни. Речи си како да проицираат повторно, нешто уште не е до крај средено. Се уште не може да преидеме од заветно семејство во заветен народ. Тие се уште проицираат нешто од себе си. Тие викаат, веројатно јас да бев на местото на Јосиф, ова ќе му го направи. И затоа се плашат. Најчесто се плашиме од тие работи што мислиме дека ние би можеле на некој друг да му ги нанесеме. Да се разбереме околу тоа. А Јосиф се врти на кај нив и им вели, не плашете се, зарем јас сум Бог? Зарем јас сум наместо Бог? И вака во едно спокојство завршува првата книга Мојсеева. И тука доаѓа, според мене, до кристално јасно уште еден елемент на Библијата, а тоа е дека Библијата воопшто и никогаш не ја негира човечката слобода. Ако погледнеме различни светогледи на светот, дали филозофски, дали религиозни, ако го земеме принципот така се вика на старите грци или на грчката филозофија кој се вика ананке, поточно тоа е глагол кој укажува на неопходност, од нешто што не може да се избега, судбина, некаква детерминизам, кои едноставно не насочуваат во една насока. Дали се тоа економските сили, според кои марксизмот е на некој начин воспоставен, дали е тоа раното детство, според кој еден голем психоаналитичар Фройд ни зборува за такви работи, не е битно. Сите тие се обидуваат да ни кажат, не може да си помогнеме, таму сме, каде, што сме. Меѓутоа, Библијата ја темели верата врз слобода и врз љубов. Покајанието е всушност знак дека можеме да се промениме. Јуда е подготвен да ја жртвува својата слобода за Венјамин. Јуда веќе не е истиот човек кој бил пред повеќе од 20 години. И затоа јас верувам дека Библијата е толку клучен текст и за нас, и за општеството во кое живееме, и за слободата, за слободите за кои зборуваме. Затоа што Библијата не потсеќа дека со ништо не им пристапува на човечката состојба со розеви очила. Основниот совет на Библијата постојано е љубовта, простувањето и помирувањето. Така почнува Бог, така треба да живееме ние. Терминот љубов многу често се погрешно се користи во денешницата, во денешниот свет. Но во библиската љубов знаеме дека Бог е извор на љубовта. Бог е наречен така, Бог е љубов. Не како љубов, Бог е љубов. И затоа јас ќе кажам, љубовта е првенствено одлука, зашто е тоа Божја одлука, а не чувство. Чувствата треба да ја следат одлуката, не да ја претходат. Како што во 1 Коринтијаните 13 глава многу јасно ни е кажено. Љуби безусловно, љуби безрезервно, наспроти околностите, никогаш пресметливо. Оваа љубов не се мери, може само да се доживее и оваа љубов не бара идеални услови, но бара покаяние. Љубовта, копнежот да го видиме другиот човек, другата личност, опресведочена пред Бога, жива пред Бога, оживеена пред Бога, бара покаяние. И едното и другото морат постојано да одат заедно. А со овој чин на помирување Јосиф покажува дека не е заробеник на минатото и не дозволува огорченоста да го води. Знаете колку е едноставно кога ќе се сетиме некој што ни направил, кој било, од најблиските до подалечните, и така и боли. По блиските повеќе боли, од подалечните помалку боли. Знаете колку често, и јас не сум тугинец на ова, велам, сите ние заедно, во тоа сум убеден.
Со горчина се сеќаваме на болката која некој ни ја нанел. На минатото и огорченоста. И знаете што? Не е само поентата дали се чувствуваме огорчено и дали чувствуваме болка. Туку што бираме преку тоа да доживееме и каде да стигнеме. Дали ќе избереме да изигруваме и да останеме жртва, постојано некој нам нешто ни направил и затоа нас ни е така, тешко нас, тие се виновни, тој е виновен, таа е виновна, или пак ќе избереме слобода и љубов. Во мигот на неговата најголема моќ, Јосиф можеше да продолжи да изигрува жртва. Знаете ли вие што ми направивте мене? Јосиф одбива да изигрува жртва. По толку години браќата се уште на некој начин се плашат и жртви на своите шеми. Јосиф одбива да ја игра нивната игра, што е за нивно добро и за добро на сите нас. Не само тоа, туку Библијата јасно кажува дека Јаков го нема тоа кажано. Тие измислуваат приказна и велат, знаеш што? Јаков, таткото твој, клетва зададе. Јосиф одговара мудро, не ги прашува, не вика, се сомневам дека Јаков рекол такво нешто. Не кажува тоа. Туку им го вели следново. Јас ќе се грижам за вас и за вашите деца. Ете тоа ќе го правам. Целата оваа книга е напишана да престанеме да се гледаме себе си како жртва. Знаете што вика Адам кога Бог го прашува што направи Адаме? Што вика? Жената која патем да те потсетам, ти ми ја даде? А жената вика змијата. Така почнува приказната. Двајцата се дефинираат себе си како жртва. Адам, жртва сум. Ева, жртва сум. Јосиф, кој навистина бил жртва, одбива да се дефинира како таков. Или не сум? Бидејќи знам дека не сум Бог и знам дека Бог може да ја смени мојата состојба. Што поставува прашање Јосиф? Јосиф не вика кој ми го направи тоа и зошто ми го направи тоа. Јосиф вика што можам јас преку ова да придонесам. Ја гледа оваа ситуација и вика аха, веројатно сето ова се случи за да дојдеме до овој миг. Наместо да обвинува, ама бара покаяние, да не го заборавиме тоа, значи да не заборавиме тоа, наместо да обвинува, откако се случило покаяние, Јосиф презема одговорност. И вели, јас сум одговорен сега во овој миг за оваа ситуација. Ова е прв голем библиски одговор на се присутната култура на жртви во современиот свет. Сите се жртви. И сите сме таму каде што сме, оти некој друг ни е виновен. Знаете зошто го изгубивме рајот? Така малку да си дозволам една моја лична размисла. Зошто го изгубивме рајот? Замислете, јас само така си, замислете Адам да кажеше Боже, извини, сгрешив. И Ева да кажеше извини, Боже, сгрешив. Го изгубивме рајот. Затоа што во мигот кога свативме дека сме оплескале, наместо да се покаеме, ние изигруваме жртва. А Јосиф ни доаѓа како прекрасен пример и ни покажува што е тоа што ние треба да го направиме. Бидејќи во конечна смисла на зборот, личноста, совршената единствена личност на светот, која одби да биде жртва, дури додека висеше на крстот, го постигна сето ова за нас. Јосиф е слика, пример, прекрасен кој треба да го земеме и да го инкорпорираме, да го следиме тоа во нашиот живот. Но она што се целосно воспоставува и што се инкорпорира во животот на црквата денес, се случува преку примерот на Исус Христос. Оваа приказна
особено меѓу овие две проповеди што јас ги проповедам, почна со Јаков, кој се бори со Бог и кој се покајува и затоа добива друго име и сваќа дека не треба да се бори со Бога, туку да дозволи Бог да го промени. И завршува со приказната на неговиот син Јосиф, кој пак одбива да биде жртва и кој што недвосмислено покажува пример од кој што, преку кој што, многу народ е спасен. И кој знае, за кој од оние болки низ кои што ние сме поминале, низ кои што поминуваме и низ кои што можеби ќе поминаме, колку од нив можат да бидат искупителни? Колку од нив можат да бидат елемент на благослов кој ги вклучува дури и оние луѓе околу нас кои не нанеле болка, а кои што со преку нашите ставови, преку нашиот пример и нашето простување дошле до покаяние и со кои што сме се помириле. Нашиот Господ Исус Христос нека ни помогне тоа така и да биде. Да го земеме овој прекрасен пример и да сватиме дека слободата која Библијата ни ја дава е слобода која повикува на слободна љубов и слобода која повикува на преобразување, кој што може да биде пример за светот кој денеска во овој момент се наоѓа толку отугено, толку далеко и толку заборавено и затворено сам во себе. Нашиот пример, следејќи го поуките во Библијата, треба да бидат поттик за токму тоа и да се смени. А веруваме дека Бог може и го менува и може да го смени светот. Без разлика како во дадени мигови гледаме, се чувствуваме, мислиме околу нас што се случува и така натаму. Бог е тој кој ги води работите. Бог е тој кој ни ја дава патеката. Наше да не изигруваме жртва, да се покаеме, да бараме покаяние од другите и да работиме кон помирување кое создава Царство Божие, народ Божи за слава на Божиото име, во името на Таткото и на Синот и на Светиот Дух. Амин. Бог нека ни помогне. Останете да седите, јас само ќе се помолам кратко. Небесен Татко, те молам за помазание врз оваа заедница тука, врз оваа црква тука и врз секој оној во Македонија, на Балканот, Европа и целиот свет, кој денеска од срце преку покаяние се врти кон Тебе и копне за Твоето царство и сака да создаде Божи народ кој Тебе Ти припаѓа. Помогни ни, Господи, да живееме во слобода, да живееме во љубов, да живееме во покаяние и да живееме во помирување со Тебе и едни со други. Амин. Амин. Сега ќе ја испееме следната песна. Бројот 333, верувам во меѓувреме ќе дојдат дечињата и тие ќе ни кажат стихче и со тоа полека ќе ја завршиме богослужбата.
Побарај ги и вкуси ги радоста и тој од Господа. Амин. Тој мир од Господа доаѓа, тоа пријателство доаѓа од Него. А најмногу Христос вели да дојдат децата кај Него. И затоа ние ќе сакаме сега токму од тие дечиња да слушнеме денеска што ќе кажат од Божиот збор. Господ го знае патот на праведните, а патот на нечестивите ќе пропадне. Псалм 1:6. Амин. Амин. Уште една потврда за тоа дека слободно треба да избереме да бидеме праведни пред Господа. Дава шанса во љубов да му одговориме и тој да не нарече нас праведни. А сега ќе ја испееме песната број 1, ќе станеме и потоа јас ќе го дадам и благословот. Песната број 1 ќе ја пееме сега. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бог, Отецот и заедништвото на Светиот Дух да бидат со нас сега и за секогаш. Амин. Повелете, седнете. Со ова ја заокружуваме оваа богослужба денеска и мое само да најавам дека има редовни богослужби, редовни следби, молитвен час во среда, попладне и идната недела повторно на оваа богослужба заедништво во 10 часот. Дотогаш, нека Божиот мир биде со сите вас и нека Бог не води да се подсетиме зашто сме тука. Како Бог не поставил да бидеме луѓе на помирување, луѓе кои одбиваат да бидат жртва, луѓе кои создаваат народ за Царството Божие. Амин.